Учебниците постари од 5 години ќе бидат заменети со нови, освен оние по математика и природни науки за 7, 8 и 9 оделение. Инвестицијата за обнова на учебниците ќе чини 7 милиони евра, средства обезбедени од Министерството за образование и наука. Ова е 7 година откако се спроведува овој проект на Министерството. За оваа учебна година ќе бидат испечатени целосно нови учебници за учениците од 1 до 9 оделение за основното образование и од 1 до 4 година за средношколците, освен за математика и природни науки, кои во согласност со акцискиот план за воведување на образовниот систем Кембридж ќе бидат воведени во септември 2016 година. По завршувањето на учебната година 2013-2014 година, ние како училиште се обврзавме. Значи, на 8 јуни беа книгите вратени, значи, од сите генерации и сега се следуваат подготовките за наредната учебна година 2015-2016 година, за кој веќе имаме најава од Министерството за образование и наука во делот на доставувањето на учебниците за оваа учебна година, со тоа што исто така ќе бидат и новите учебници по проектот од Кембридж, значи за 4, 5 и 6 оделение и останатите книги до кои имаме најава дека ќе има и некои нови содржини и книги доставено до сите училишта. Со тие старите, да речеме од прво до трето оделение, тие за секоја наредна учебна година не се употребуваат, значи добиваме за тие генерации нови учебници, најверојатно по Кембридж програмата исто така. Тие учебници кои ги добиваме, тие ќе бидат повлечени, значи ќе се достават сега нови учебници, тие обично ги селектираме, ги собираме и ги даваме во екопакт за стара хартија. До сега ние како училиште не сме имале некои проблеми, некои реакции, мада одредени книги знаете дека повеќе од 7-8 години тие кружат меѓу учениците. Реткост да бидеа некои учебници по некои наставни предмети доста оштетени. За тие можда во една година можда по 3-4 учебници луѓето си ги плаќаат, затоа што беа доста оштетени, инаку они си ги уредно закоричуваат, си ги средуваат на некој начин, се со цел за да може сето тоа да функционира за секоја учебна година. Доколку имаме некои учебници кои се били во текот на годината, кои не може стварно од објективни причини да бидат употребени, обично додатно требувавме да речеме по некој наставен предмет од 10 до 15 комплета, се со цел за да бидат во некоја, како да кажеме, издржлива кондиција, за да можат учениците благовремено секој наставен предмет да си го пратат и да учат новите содржини и наставните содржини по тај наставен предмет. Во сите основни и средни училишта активностите со распределбата на учебниците се врши на крајот од учебната година, а измените во наставните програми и новите учебници ќе бидат применети со почетокот на новата учебна година.